Вчера во просториите на Централниот штаб на ВМРО ДПМН во Делчево, Комисијата за економија при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево одржа трибина на тема технолошко-индустријски развојни зони и странските инвестиции во Македонија, како и придобивките од странските инвестиции. Комисијата за економија при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Делчево денеска одржа трибина на тема технолошко-развојните индустријски зони и странските инвеститори во Македонија и придобивките од странските инвестиции во Македонија. При тоа акцент на трибината беше ставен пред се на придобивките од странските инвестиции во Македонија кои што ги засегаат граѓаните, а тоа се вработувањето, економскиот развој и зголемување на стандардот кај граѓаните. Деновиве во општина Делчево беше најавена целосна реконструкција на патот до планината Голак. Во нашата трибина анализиравме како реконструкцијата на патот до планината Голак би влијаела врз привлекување на странски инвеститори кои што би го развиле туризмот на планината Голак, а тоа пред се би влијаело врз локалниот економски развој и раздвижување и напредок на Делчевскиот регион. Изградбата на технолошко-индустријската развојна зона е еден од врвните приоритети на економската развојна политика на владата на Република Македонија преку привлекување на директни странски инвестиции кои создаваат благопријатна клима за зголемување на извозот од земјата. Придобивките од развојните политики на ВМРО ДПМН во економскиот сектор се огромни, кога станува збор за рамномерен регионален економски развој во Република Македонија. Од овој аспект, источниот плански регион во голема мера ги чувствува овие позитивни придобивки, кои во изминатата година создадоа услови за нови вработувања на голем број наши сограѓани. Овие политики за општина Делчево во блиска иднина ќе доведат до изградба на нова технолошко-индустријска развојна зона на површина од 22 хектари, во која што кон почетокот на месец мај ќе се започне со изградба на основна инфраструктура како предуслов за донесување на странски инвеститори. Покрај оваа мерка во економската платформа во владата на Република Македонија предвидени се повеќе други мерки кои што исто така имаат за крајна цел да го подигнат животниот стандард и економската состојба на граѓаните. Предвидените инвестиции за тековната 2014 година за инфраструктурни проекти се очекува во голема мера да придонесат за економијата и економскиот проток на материјални добра. Во делот на туризмот, владата на Република Македонија за оваа година најавува економски мерки за заживување на туристичкиот локалитет Голак, кој по примерот на останатите туристички центри во Македонија ќе почне полека да се развива.